Здраво, јас сум Бован Симоновски, сум член во Алијансата на готвачи во Slow Food и денеска ќе подготвуваме едно карфиолче поковано, каде што ќе го избланжираме во зовриена вода, ќе додадеме едно поширено јајце, ќе направиме холандес сос, ќе потребиме малку козјо сирење, каде што локалните намирници секаде во сите јадења ќе ги употребиме, поради тоа што од нашето долгогодишно искуство научивме дека треба да готвиме се локално и се што ни е во сезоната. Така да, сега јас ќе почнам прво со карфиолот, пошто долго време треба, тоест не треба долго време, али треба време за да се обари. Треба еден пресек само од средината, ова ќе го оставам овде. Треба еден пресек од средината, што јас ќе ги извадам овие листови. Тоа вака изгледа. Ќе оставиме во зовриена вода претходно, малку ќе го појачаме чето, ќе додадеме внатре малку сол и ќе додадеме малку бибер. Треба кратко време само тоа да се запржи, свари. Превртиме. Тука ќе спремиме сега за јајцето, имаме еден специјален сад каде што е со дупчиња и ќе оставиме внатре во водата да се загрее, за да можеме да го направиме поширеното јајце. Карфиолот му треба многу кратко време за да не ни се распадне. Треба да е свежо, да е крцкал, малку само отварено. Ја мислам дека му е доволно ова. Ставиме карфиолот во чинијата кој што ќе сервираме порцијата. Сега тука ќе го додадеме јајцето. Јајцето ќе се вари, ќе намалиме малку температурата. Во меѓувреме јас имам сув кромит каде што го исушив и ќе ставам воредно на 80 степени некаде околу 4 часа. Потоа го намалив на температура, тоест 2 часа на 80 степени, намалив на 60 и на крајот на 40. Кромитот е крцкав како чипс. Ќе ставам на карфиолот. Ставам малку козјо сирење. Малку мастиново масло. И ова, вака подготвено, ќе одиме малку да го запечеме. Сега во сад за напарја ќе земам и ги одвојам белките од жолчките. Ќе додадеме внатре малку путер, малку бибер, малку сол, и ќе направиме еден вид на холандес сос, каде што ќе ни треба за преливање на карфиолот. Доволно се 3 јајца. Како што реков, ќе додадеме малку путер. Малку сол. Малку бибер. Јајцето ни е готово.
да биде ал денте, да биде жолчката жива. И во истиот сад ставаме на оган. Ставаме да разготвиме на паља. Додадовме сол, бибер, путер и сега ќе мешаме константно за да се сгусне сосот. Сосот ни се сгуснува, ставиме уште малку на паља. Јас одам да видам дали е готова кафило, дали сосот ни е веќе готов. Тука веќе го ставиме сега тушираното јајце во спечениот карфил. Ќе додадеме неколку ливчиња свеж спанет, бели спанет. И со сосот кој што го направивме на фалја, ќе го прелиеме јајцето. Дозгора ќе ставиме малку чипс од кропот. Исечеме шери томат како декорација за овој јадење. На четвртинки. За да има колоритност на овој јадење. Малку маслено масло. Сега почнуваме со исто така со подготовка на филот за десертот. Ќе додадеме малку млеко. Исто така ќе готвиме на парја. Малку млеко, 2 јајца. Додадеме шеќер. Малку густин и брашно корус, за да не се сгусне филот, ванила, и исто така готвиме на ванила и малку путер. Исто така готвиме на парја. Јас тука ги имам исечено парчињата тиква на тенки листови. Имам исчистено семките и ќе направам чипс од тиква. За да направиш чипс од тиква, треба да ставиме во новок сад вода. Јас имам новок сад. Одам по вода и се враќам. Филот ни е веќе готов. Тој е вкуснат, ќе го ставиме малку да одмори. Земавме вода. Имаме тука шеќер во прав. Ќе го ставиме шеќерот да се топи. Парчињата тиква, кои што се исечени, како што кажав, тенка, ќе ги оставиме во водата да остојат 1-2 минути. Во меѓувреме, ова нема да ни треба. Водата ќе ставиме сејтено да се загрева. Филот одам да го однесам во ладилник да се излади, за да биде доста крема, за да можеме после тоа да ги шприцаме тиквите. Тиквиците се веќе стврднати, ги ставаме во пченкарното брашно, ги валкаме.
Маслото ни е загреано, одиме во водата со шеќер и во маслото за да се пржат. Така ќе направиме 4 круга тиквички. Ќе треба да биде скалест десертот на неколку нивоа. Ќе употребиме малку малини и капени, сезонско, значи во моментот имаме тоа и тоа ќе подготвуваме. Како што рековме, ванила кремот е веќе готов. Го направивме со млеко, малку брашно од ориз, шеќер, додадовме ванила, додадовме јајца и испадна многу убава густа хомогена смеса, каде што ја однесовме во ладилник за да се излади, за да биде малку потврда, за да можеме да ја ставиме во шприци, потоа да ја шприцаме да ги редиме тиквиците. Водата е блага, тиквицата по себе само да е блага, има доста шеќер. Земавме една чинија со хартија, за да ја упие вишокот маснотија. За да се пржи. Кремот ни е веќе готов. Тоа е спремен, чинијата ни е спремна за сервирање. Секаде вода и оди во загреана маснотија. Сега веќе ни е позагреана маснотија и испадна полува и по-чипски испадна веќе следните. И сега ќе почнеме додека ни биде готова и другата тиквичка, последната, ние ќе почнеме со сервирање на десертот. Првата тиквица ќе ставиме на одоздола. Од филот ќе шприцаме на тиквицата. Во круг, како што е нејзината симетрија. Свалиме другата тиквичка. Ги редиме скалесто. Средината ни останува празна. Ванила кремот е добро стегнат и е супер. Ќе ставиме измеѓу сега печени решници. И на крајот завршуваме со последната тиквица. Тука завршуваме со десертот. Ќе ставиме неколку ливчини нане. Сироп. И ќе земам сега неколку малинки и капени. Одам јас во градината.